Субститут фаза не е решение. Значи ние можеме да најдеме решение да тече, а грците ќе имаат милион можности да го блокираат тоа ако сакаат. Да. Добро, благодарам Сашо Клековски, Снежана Трпеска, Горан Илич и докторантот Гоцевски, кому посакувам за 20 на дена да испиеме една чаша ракија после докторатот. Поканувам на браната. И джуз, да. Ви благодарам многу. Поштовани гледачи, тоа беше дебатата Македонија после Филе, а во рамките на представувањето на личноста со печат, на почетокот ви ја представив Надежда Апостолова, доктор, професор на каталонските универзитетски центри, еден од биогенетичарите кои се афирмира како еден од најдобрите млади истражувачи фармаколози во Европа. Еве што таа вели за АКО. Како се долутавте во Шпанија? Како студент кој беше супериорен на Кирил и Методи, одеднаш отидовте во Шпанија со студентска размена. Се вративте, дипломиравте. Што ве одлече повторно во шпанските студијски води? Работев на еден институт за молекуларна биологија на растенија во Валенсија. Во меѓувреме, сега искрено, јас секогаш сум сакала повеќе на животински клетки да работам, не на растителни, значи тој период го искористив за обука. Меѓутоа знаев дека за некои постдипломски и докторски студии би работела на животинска клетка, така да. Значи бевте на границата на биогенетско инженерство или на новите форми на истражување на генетиката во светот? Да. Кој беше ментор? Значи од 2003 до 2008 бев на докторски студии и го работев со Кенет Макрес, кој што е можеби попознат вака во овие наши некои кругови. Тој работеше на клонирањето на Доли, на овцата Доли. Тој е шотландјанец, женет за Шпанка, па така залутал во Валенсија. Кога се слушате со Скопје и со родителите ваши, која од тука велат тешко е, не се живее, мали плати и така натаму, и кога ние читаме дека Шпанија е една од 5 земји кои ја доведуваат во прашање еврозоната, како се живее сега во Шпанија? Од една богата, пропулзивна, агресивна шпанска економија сега? Шпанија во криза голема. Сега јас не знам нели од колку е тоа на ниво на во споредба со Грција, Португалија, Шпанија. Како вие живеете? Подобро, полошо? Во однос на пред неколку години, па можам да кажам полошо, да. Значи нашите, еве во случајов мој, јас имам намалување 5% на платата, затоа што владата намали на 5% на сите што сме платени. Јас сум платено Министерство за наука директно. Колку е реално вашиот активен научно-истражувачки ден? Во сати, мислам, па, како да ви кажам, еве, не знам, јас одам околу 9 таму, останувам до кај 7:30. Со тоа што често знам да отидам и сабота. И секако истражувачката работа бара и дома, значи читање, пишување, значи тоа се прави и дома. Значи денот трае многу долго, јас мислам тоа е навистина напорно, но меѓутоа е исто така и сатисфакција некоја, значи да работам нешто што сакам. Веројатно би било тешко кога јас тоа не би го сакала, би било ужасно. Навистина е факт дека тоа јас што го работам овде не би можела да го работам на тоа ниво. Значи тоа е вистина, јас тоа што го работам со тие средства, со кои што го работиме со тие апарати, овде тие ги нема на тоа ниво. Сега, значи факт е дека има brain drain и факт е дека има и овде, има и во Шпанија. Од Шпанија се тоа во Америка. Во Америка, да. Тоа е вистина. И не само тоа, и од Германија, дури на германските универзитети ваше правило, ако не си бил во Америка, практично како да не си стигнал до фундаменталните истражувања. Тоа е вистина и за Шпанија. Меѓутоа сакав друго да ја прашам. Апостола, дали ви се случило со оглед на фактот дека сега е модерно импакт, се појавувате на стручни списанија како лидер или како коавтор на истражување, да ве видат македонските колеги и да побараат конекција со вас? Па јас сум во тесна соработка сега, значи со Природно-математички факултет овде, на кој што јас дипломирав, Институтот за биологија, конкретно јас завршив биохемиска насока. И затоа мислам, во случајов еве кога прашувате за brain drain, мислам дека е веројатно најдобра можна некоја во моментов солуција да се остварат што е можно подобри врски или потесни врски на соработка. Значи тие што веќе сме заминале, што е факт дека сме заминали, некаде на друго место работиме, истражуваме, објавуваме кој повеќе, кој помалку, значи се трудиме максимално за тие
услови, е најдобро да има нека конекција со луѓето кои работат истражувачка работа овде. Доктора Апостолова, благодарам што бевте гостин. Јас вам и благодарам што ме поканивте. Овде сме на Крук, едно култно дебармалско место. Кој е во Валенсија вашето култно корнер место? Во стариот град, зад катедралата, има еден плоштад кој има баш вака исто слично, има на средината има едно маслиново дрво. Јас не знам ни како се вика тој плоштад, зашто јас цел живот го викам кај маслиновото дрво, кај маслинката. Поштувани гледачи, тоа беше првото издание на АКО во вторник во 20:10. И следниот вторник во 20:10 или 20:15 е премиерното издание на АКО во овој нов термин според новата програмска иновативна шема на јавниот сервис. Премиерното издание останува во сабота, дополнително ќе видите во кој термин, во попладневните часови секако. Пријатна вечер.